Прострената Малешевија е пијанечкиот крај на кој се распослани близу 3000 хектари со висококвалитетни стебла на сина слива и годинава ќе остане ускратена за 21.600.000 денари. Близу 1200 производители на висококвалитетна малешевска слива и годинава ќе останат без наплата на убавиот берикет. Наместо за преработка во конзервната индустрија, за компот, мармелад и слично, малешевската сина слива ќе заврши како органско ѓубриво, велат земјоделците без стратегија за развој. Во името на сите кои немаат подпишано договори за откуп, поранешниот долгогодишен директор на Делчевскиот центар за култура Славчо Деспотовски вели дека земјоделската политика се третира само во политички нереализирани стратегии. Без претходни гаранции и подпишување на договори за откуп, квалитетната слива ќе остане неискористен потенцијал за подобрување на локалната политика. Најверојатно чекаат како и Полони што беше 2018 година да падне сливата на земји, да се убираат во вреки, да се плати по 5 денари или што се вика без пари да се земе сливата. Испод 10 денари не се исплати да се даде сливата за тоа што барем да има некоја минимална печалба се покрие производната цена. Меѓутоа и самите гледате, природата дала се, меѓутоа нема апсолутно организиран откуп. Просечната цена за производство на 1 килограм сина слива е 5 денари, но ова, доколку се додадат 3 денари за берење, како и цената на чинење за транспорт, ќе се добие многу повисока производствена цена на чинење која ниту оддалеку не кореспондира со откупната цена која впрочем засега никој не ја нуди. Производителите на сина слива бараат излаз на веќе познатата ситуација, велат дека сепак според нив има начин за решавање на овој проблем од кој се засегнати илјадници земјоделци. Има начин на кој тоа може да се реши во цела Македонија, затоа што ние како земјоделска земја би можело да профитираме и тоа и државата и физичките лица, граѓаните. Меѓутоа нема откупна политика, нема едноставно земјоделска стратегија во земјата, затоа што би требало во секој земјоделски регион да има лиценцирани фирми. Не знам што да правиме, да фанеме да сечеме па да садиме марихуана или коноп, ништо друго. Тоа е најпрофитабилно да ги ископачиме сливите, па тоа е тоа. Иначе друг излаз не гледам и не знам што да правиме више. Според производителите на висококвалитетна малешевска слива, во најмала рака е збунувачки пристапот на сите креатори на локалното и државно стопанство, кои очигледно потврлија во овој сегмент. И додека трае неизвестноста околу откупот на овогодинешниот род, земјоделците се ставаат во улога на менеџери, барајќи алтернативни решенија, процес кој баш и не им оди од рака.